се гледа во СДСМ да се задоволи првиот тим кој што излезе на избори со Заев и ги загуби изборите, не ја доби поддршката на мнозинството граѓани. Сега тие луѓе кои што ги изгубија изборите, на кои што народот не им ја даде довербата, тие ќе бидат министрите и тие ќе ги креираат наредните чекови за Република Македонија. Исто така видливо е дека најважните ресори за кои што СДСМ јавно говореше дека ќе работи многу за реформи во тие ресори и така натаму, ги избегна и ги даде на коалициониот партнер, да речеме Министерството за правда, Министерството за здравство, или пак да кажеме моментот дека одбегнуваа да стават било кој, односно барем еден министер за привлекување на странски инвестиции, што значи од старт се гледа дека фокусот на внимание за привлекување инвестиции сериозно ќе опадне. За среќа, нашата влада во овој период толку многу работеше на тоа што веќе има огромен број кои што се во фаза на донесување на одлука. Така што во наредните година и пол ќе има инвеститори кои што се изработени од оваа влада, кои што се веќе во длабока фаза, кои што ги имаат изработено своите планови, некој од нив и донесено одлуки или пред донесување одлука. Подготвени локации, подготвено се што им е потребно, проекти за градба на фабрики и така натаму. Но она што е жалосно е што нема да има многу нови, затоа што новите ќе немаат соговорници како што имаа досега. Досега имаше многу соговорници и од сите страни беа на некој начин им беше приоргано за да се разговара со нив со стратегија како да се привлечат. Сега во новата влада гледаме дека има десетина членови на влада кои што се без ресор. И тоа ниту еден не е специализиран за привлекување странски инвестиции. Нема ниту еден член на диаспората. Ние во првата влада се сеќавам 1/3 од владата беа поканети луѓе кои што беа од нашата диаспора. Голем дел од нив беа на високи позиции во мултинационални компании, со искуство од таму кои што го пренесува во Република Македонија, особено при нивното привлекување инвестиции и при градење на економските проекти. Така што станува збор за набрзина создаден состав на влада кој што треба да ги задоволи апетитите на челните луѓе во партиите, без воопшто да се гледа за нивната стручност, за нивното искуство во минатото. Многу од нив се со криминални и корупциски афери во своето досегашно работење. Така што не може да стане збор за реформска влада. Напротив, може да стане збор за антиреформска влада, ова што сега се предлага на шверцерски начин да се помени низ парламентот.